Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Стана евидентно она што јас и многумина други го зборувавме долго време, а тоа е дека така наречената шарена револуција не беше шарена револуција, туку беше партиски митинг, партиски инсталации на Социјалдемократскиот сојуз во различни форми, односно во различни здруженија кои што повеќе или помалку повторно се финансирани и координирани практично од еден единствен центар, а тоа е, како што знаете, онаа фондација која што не сакам да го спомнам. Тука се и пленумците на листите на Социјалдемократскиот. Не видете вака, значи без оглед на тоа дали има неколкумина таму на тие листи. Побитно е следното. Побитно е дека се покажа дека таа шарена револуција е практично СДСМ. Разбирате, она што го зборувавме ние, тоа е дека тоа не се граѓански протести. Тие така се обидува да ги направат, да ги представат или да направат како сега некоја ефтина измама на граѓаните во смисла дека има коалиција со граѓаните. Какви граѓани? Па тие шарените и црпнатите таму не беа граѓани, тие беа хулигани кои што кршеа, палеа канцеларија на председател во главниот град на Република Македонија. Значи фарбаа споменици, уриваа споменици, ако се сеќавате во проти собранието, например, имаше обид да биде срушен, како да ја кажам, како во да сме некаде во Авганистан, да речеме, или во некои земји каде што нема развиена култура и нема организирана држава, а не во Република Македонија, земја со која што барем до пред неколку години требаше и се гордеевме, и да сме живи и здрави ќе се гордееме повторно. Меѓутоа останува фактот дека шарената револуција била, како што можеме да видиме сега, со тоа што некои нејзини истакнати членови ќе бидат пратеници, односно се на листите на пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, шарената револуција била една голема измама. Тоа не била граѓанска револуција или граѓански протест, туку била партиска инсталација на СДСМ, односно сето тоа, сите тие таму, или барем главните водачи, познати активисти и така натаму, се практично членови, симпатизери, активисти, хулигани, да не кажам, на Социјалдемократскиот сојуз. И ова е многу важно, затоа што долго време во Македонија имаше заблуда, или барем некои медиумски центри на моќ ширеа жестока пропаганда дека еве сега граѓаните протестираат против, не знам, институциите на системот, односно против актуелната власт, а тоа не е точно и тоа сега конечно емпириски се верификува преку овој факт дека тие ќе бидат пратеници. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија.